Прилепчани се уште се шокирани од синокешната трагедија во населбата Тризла, кога 33 годишната Евгенија Г.И. била убиена од нејзиниот партнер пред очите на нејзиното 10-годишно дете. Осомничениот на возраст од 36 години со неколку убоди од нож во пределот на градниот кош ја усмртил сега починатата. Според Прилепското основно јавно обвинителство, се случило синоќа во периодот од 21:30 до 22 часот. Во овие моменти во Прилепскиот основен суд, судија решава по предлогот на обвинителството за изрекување на притвор за осомничениот прилепчанец, информира Ристо Шошевски, јавен обвинител во Прилепското основно јавно обвинителство. Кај судијата е на претходна постапка каде се одлучува за мерката притвор што ние, како основно јавно обвинителство, ја предложивме. Ќе се врши обдукција на телото на жртвата за да се утврдат причините за смртта. Илчо Јакимовски, пак сосед на 36 годишниот осомничен Христијан Конески, за медиумите изјави дека е изненаден од ваквиот настан, затоа што Конески го знаел како добар и мирен човек кој не бил насилен. Не знам што се случувало во куќата. Јас бев дома. Соседот ми се јави и ми рече дека пред нашата порта има полиција и возило на итната помош. Го видов како полицајците го изнесуваа надвор. Ми изгледаше дека беше под дејство на алкохол и на полицајците им велеше: "Дајте да се поздравам со соседот." По се изгледаше дека ништо не се сеќава. Беше добро дете, никогаш не беше насилен. Татко му е починат, мајка му моментално е во Австралија. Тој живееше со баба му. Јакимовски вели дека својот сосед не го познава како оној што премногу пие, но нешто се случувало во последната недела. Со прилепчанката Евгенија, која има 10-годишно дете, бил во врска околу 2 години. Никој не знае што се случило меѓу нив двајцата. Тие беа дечко и девојка околу 2 години. Таа доаѓаше кај него, тој ја посетуваше. Според моите сознанија, детето пријавило во итна помош, а веројатно оттаму се јавиле во полиција. Наводно тој му рекол на детето да се јави во итна помош. Трагедија е голема. Според првичните информации од контролата со апарат за мерење на количината на алкохол, односно дрегер, осомничениот во себе имал повеќе од 2 промили алкохол. Точниот податок ќе се знае откако ќе заврши анализата на крв и урина од осомничениот, која е побарана од обвинителството.